За жал, кажавме дека има и среќни и тажни моменти. Твојата професија ги бележи овие моменти, но си го проследила и погребот на нашиот минат председател, починат Борис Трајковски. Како се одвиваше тоа, сега да ми го раскажеш тој ден? Да, добро, тоа се знаеше однапред, беше договорено каков ќе биде протоколот на еден таков висок, да кажам, политичар. Точно имавме веќе договорено во редакцијата кој што ќе покрива, за жал бидејќи јас бев најмлада. 2004 јас не бев многу вклучена во самиот настан, во покривањето, односно, но тоа ми даде простор јас сама да си одлучам што ќе сработам. Испадна тоа да јас ги покрив сите настани што се однесува за самиот погреб. Значи од лето ковчегот беше донесен во собранието и бројни светски делегации доаѓаја и оддаваа почит, отидов таму во собранието. А имаше друга екипа наша која што веќе беше во гробиштата и го чекаше тој официјалниот дел на погребот. Потоа ковчегот се изнесе, се носеше по улиците на град Скопје. Јас секако одев пред ковчегот, го документирав и тој дел. Луѓе, имаше многу насобрано, луѓе плачеа, фрлаа цвеќиња, многу беше емотивно. Воопшто не размислував што е тоа што се случува. Не се внесував емоционално, само размислував да направам што е можно по-добри и поверодостојни фотографии да го кажат по вистинито настанот. Значи го гледав настанот од еден професионален аспект, не се внесував емотивно.